информирам дека на оваа седница ќе разговараме за следните точки. Ќе усвоиме записникот четвртата седница, ќе усвоиме стратегијата за заштита на укажувачите. Ќе разгледуваме информацијата за постапување на Државната комисија за спречување корупција во однос на обврските кои произлегуваат од ревизијата на НПА образецот. Ќе постапуваме по конкретни предмети и ќе има други прашања и предлози. Во врска со овие конкретни предмети можам да ви кажам дека секој од член од комисијата има доделено предмети кои што редовно стасуваат на нашата веб страна или пак по пошта и тие се распоредуваат по членовите, секој член ги разгледува тие предмети и на седница ги разгледуваме сите. Исто така од нашите служби вршат редовна контрола на анкетните листови, дали сите избрани именувани лица доставиле анкетни листови, дали ја доставиле изјавата за судирни интереси. Ќе разговараме овој пат тема на испитување беа градоначалниците. И од тука имаме една листа на градоначалници кои што не доставиле анкетни листови, кои што не доставиле изјави за судирни интереси и градоначалници кои што и двете работи не ги доставиле. Тоа ќе расправаме, ќе отвориме постапка за испитување на имотната состојба, за преиспитување на имотната проверка на имотната состојба на председателот, што ни дозволуваат нашите членови 82 и 90 и 92 и 85. 92 и 85. Тоа и понатаму ќе работиме по предмете. Мислам, вака на кратко. Може, ако прашање кој што. Значи, кои градоначалници се тие, ако може да ми кажете што не... Па еве, можам да ви кажам, се уште треба да ми ја дадат листата за градоначалници кои што немаат доставено изјави за судир и на градоначалници кои што ги немаат двете изјави за анкетен лист и за судир. Еве, сега ви може тоа да ви прочитам ако ви е интересно и тоа е тоа. Значи има 6 градоначалници кои што не доставиле анкетни листови, тоа се Миликије Халими, Исен Шабани, Арбен Таравари, Константин Георгиевски, Асан Асени, Стевче Трпковски. Има 7 градоначалници кои што немаат поднесено изјава за интерес. Тоа се Албон Джемаили, Зоран Зимбаков, Маријан Јанев, Горан Трајковски, Боро Стојчев, Азем Адики, Горан Стојановски. И 5 градоначалници кои што немаат доставено едно и друго, тоа се Сашо Јанковски, Борис Георгиевски, Джемал Кемили, Јордан Насев и Алија Ибрахими. Тоа е тоа. Нивните рокови се поминати, значи ова е од нашата редовна проверка. Значи ќе имаме кршна пријава сега за... Така е, така е. А колку е глобата? Од 200 до 400 евра. Да, од 200 до 400 согласно новиот закон. Не настана со деканите проблем. Настана со раководните структури во нивните институции кои што не ни доставиле податоци. Се тоа, мислам, имаме дописи со нив. А дали има нешто ново со предметите за епизам, дали... Да, добиени се документи од институциите каде што испративме. Сега тие документи се во фаза на разгледување. Доколку ќе ни потребаат дополнителни податоци ќе си побараме, значи сега е период на обработка на тие документи. Сите се отворени, сите ги прашаја? Па во принцип да, сите. А претходно во медиумите имаше објавено дека во обителна година на Горен дел од советниците на листата на СВСМ во последнава година се доделиле работни позиции во за институции за нивна надлежност. Дали можеби веќе отворите постапок и ги тражи за овие наводи? Па, може нешто не исклучено. Мислам, ние постапуваме, како што гледате, по допрен глас, по тоа што ви објавувате во медиуми. Цело време постапуваме за прашање од областта на непотизмот. Дали од кабинетот на председателот Иванов ја доставија документацијата во однос на претходната постапка? Па ни доставија само едно писмо. И тоа треба да го разгледуваме понатаму. Меѓутоа во... Па... Молам? Велам, што пиша, што е одговорот од кабинетот? Ништо, цитирани се членовите од законот. За кој дел? Па, која е надлежноста на председателот во однос на тоа што треба да именува, да назначува и тоа? А направите имотната состојба или ќе правиме? Не, сега ќе правиме. Сега, значи сега отвараме таква точка. А околу имотната состојба? Да. Ќе вршиме проверка на имотната состојба, исто по допрен глас од медиумите што излезе.
Тоа е дека има станов. Да. Проверка. Значи општо, да. Не иститувањето, туку проверка. Дали се точно наводи. Тоа е тоа. Сега можеме да си почнеме со седницата.